Здраво живот, брати и сестри, рибарска фамилија. Гледаме, критикуваат колегите, малце сум забушавал со моите мотивациони говори на темите рибарски, па и ја инспириран денеска од едно ликче спонтано што ми се појави на Facebook, да збордва, кажам, на темава и проблематикава со која се судираме све почесто, неврзани муабети, дури седиме меѓу нас ортачки, другарски, кои си ги жалиме еден на друг, меѓу себе си ги кажуваме маките и каде е кочницата у животов кој денес го живееме, да сите едно сонувавме ко деца, со 80 денеска тераме и живееме. И кај е сега проблематиката, кочницата, што не доведе до ова да сме вакви, да немаме енергија, волја, да имаме преголеми очекувања и све нешто да ни фали покрај тоа што буквално имаме и повеќе од потребно за реализација на сите наши кејфови и мераци. Што порано со десетина помалку од тоа сме проаѓале 100 пати подобро, а денеска со 100 пати повеќе проаѓаме ни десетина убаво што од некогаш ни било во тие сите авантури. Што некогаш идавме и по 5 души и 6 стиснати во кола, само да сме што поголема екипа, таму забавно да биде, да се смееме, зезаме, уживаме, а денеска не баре секој со сам себе иде по риба, да мисли ако ја напуни колата со повеќе опрема, ќе биде посреќен и убаво ќе ја помине кампањата, се враќа разочаран, неисполнет и веќе крои след на кога да ја напаѓа, но во трка со времето, со парите, здравјето, гледаме дека се све поретки таквите излети и сега дали е тука на вистина до тоа проблем, ја што викам 3 во 1, време, пари и здравје, или во нашата глава нешто е пореметено. Да се почесто гледам луѓе да, како викаме позитивно, човек им завиди на успехот, на парите, на семејството, на здрави, прави, со време, со сите услови, да ги поминат во уживања, тие не баре магијата ги зела, ги фатила таа проклетија финансиска, таа лакомштина, да све нешто мислат им е загарантирано живење до 100-та година и све со оправдување има време, ќе биде, чекај уште малце, чекај уште ова да завршам, уште она да завршам, ќе идеме, ќе уживаме и времето одминува, нит нек да идеме, нит нек да уживаме, нит спомените ги градиме, остануваме све сведено на како некогаш било убаво да си раскажуваме и тешиме дека пак ќе дочекаме. А како еден пријател рече, со секој нов ден не може ни поубаво да ти биде, ни помлад да бидеш, ни поздрав, туку само не чекат све поголеми проблеми, судир со реалноста, со умирачки, со болести, со клапнување на физичка наша моќ, на волја, на ентузијазам, на... Иако сите викат годините се само бројка, но кога ќе ги напуниме годините, гледаме дека и нешто повеќе од бројка е тоа и дека машинеријата клапнува, откажува и дека некоја што со леснотија сме ги терале некои стази, траси, терале, денеска више не можеме ни до пола да ги изодиме на товаренија, да не клапнеме и се предадеме. Па така да си велам, дали ваков живот сонувавме, дали за ова се боревме, дали нереални се нашите очекувања и сваќања, дали виртуелнава си ја направи својата лажна магија, да мислиме дека сите треба да имаме јахти место маестрал за да појдеме на езеро по риба, дека сите треба да имаме джипови наместо Југо 101 за да појдеме во акција, дали сите треба да имаме пуна кола со опрема наместо пријатели за да тргнеме во кампања и така натака, да ни се потребни вреќи пари на картичка за да тргнеме до Пчиња или Дебар да направиме мерак 2-3 дена, што некојаш сме иделе со броени пари до денар, да на враќање сме немале ни за патарина, а тоа било вриштење, смеење, пеење у кола и радување, да не може да се опише од денешен аспект
какви биле тие авантури, убави за душата и за споменот и за носталгија веќе денеска од оваа дистанца која се погледне. Некој ќе рече и годините си го прават своето, па баш и затоа и говорам да ако денеска годините си го направиле своето кога сме во некоја средна доба, што останува за понатака кога сите фантазираме дека допрва ќе дојдат убави времиња, дека сега треба да ги направиме парите, па има време кога ќе уживаме и по риба ќе идеме. Ама гледаме дека од година на година се преполуваме, се умираме, се екипата смалува, уименикот секој пети више е починат, од сликите што ги навраќаме од авантурите, на секоја 10 авантура некој више од таму од видеата исто заминало друга димензија, гледаме дека работава не иде напорно, туку се влошува. Колку пати имаме и финанси, и здравје, и све, ама ја немаме таа волја. Сите сме станати мрзоволни, сите сме некако без ентузијазам, без енергија. Како да пред време остаревме и ја прокоцкавме живеачкава на планетава. И пак велам, сите сме некој филм како да од Господ имаме договор за гарантиран дека до 100 години ние ќе бидеме тука, па све за нешто имаме време и нема што да се брзаме, допрва следи убавато. Па еви да дочекаме старост години кога ќе ги уживаме. На 80 ко странци на која ги гледаме со бастуми по бродови како крстарат и демек уживаат, а лалдим е, знаат животот да го терат, а праши ги како терале у најубавото, робувале по канцеларии, по работи, биле за тие пари, биле робови на една хартија, на една банкнота, што ајрод не го виделе кога требале, па сега на некои стари години ќе надополнуваат, ќе душата ќе си ја пополнуваат со тоа што го скратиле кога требало, но знаеме дека ако не си искачал по дискотеки на 20 години, не можеш да го надокнадиш тоа на 50 милионер, да си едноставно све си има своја доба, време и кога е генерацијата твоја у таа шема, у таа фора, у таа идеологија. Со сила убавина не бива, па така и за овие сите нешта увек сме водени од тоа, ако направам ова, да не рече тоа е тоа, што ќе речат комшиите, што ќе речат пријателите, роднините, кои се 90% тотално небитни у нашите животи и да речат тоа ќе биде некои си 5 секунди и више терат со своите маки, истите тие кои своите животи ги промашили и се нестрекни, им даваме нив значај да бидат присутни у нашите одлуки. И еден куп пати сме сопрени у нашите авантури, у нашите блесави фикси идеи кои лично за нас би биле најголем лек душевен и најубаво нешто што би можеле да се почастиме во животот, да ги реализираме тие фикси идеи. Ние ги ускратуваме само водени од тоа да што ќе рече народот, околината и за какви ќе не смета, дали ќе биде вака, така, моабетите празни, балкански, таа наша тука некоја глупава идеологија на водени увек што ќе речат другите и значај давање на туѓото, а за на цена нашето потиснување и угнетување по неизмерна цена, по некое најбогатство што е нашето време и нашето ускратување на тоа што не прави стрекни во животот живење. И све нешто сме инспирирани, водени од сега ќе го направам ова, па ќе стрепам, ќе гувеам, ќе мисирувам, све до следното кога ќе го направам тоа што, како викаме, времето е животот, досадно времето, помеѓу два риболовни излета. И буквално ние така го живееме. Риболов, па досадно време живење, па следен риболов. Наместо да ни биде секој ден убав и исполнет, сме се свеле на тугување, робување и мисирување, кукање по социјалниве мрежи, лекување. Така да, другари, размислете, времето нема никогаш да биде подобро, нема никогаш да бидеме поздрави, помлади, пострекни, со елан, полни ентузијазам и екипите на број што сме денеска, еден по еден ќе си заминуваат и ќе не кошта све скапо ова што денеска сме го запоставили и сме дале
голема шанса на туѓите животи да бидат водилка и да бидат одлука за нашите креации, работи и акции. Така да се надевам поентата е јасна, ве поздравам, бистро посакувам, вашиот најверен рибар, Аки Рибар. Чао, чао, поздрав.